Од декември 2015 година гинеколошките, микробиолошките прегледи, биохемиските анализи, породувањето и советувањето од страна на патронажните сестри е бесплатно за сите бремени осигурани жени. Од јануари 2016 ова важи и за трудниците кои немаат здравствено осигурување. Но колку жените на вистина ги добиваат бесплатно законски утврдените услуги? Оваа девојка има 20 години и од неодамна е мајка. Целата бременост ја поминала согласно редовните процедури со свој матичен гинеколог. Не сака да си го открие идентитетот, но и да ја скрие нејзината приказна, дека иако државата гарантира бесплатни прегледи за трудниците, често плаќала по посетата на гинекологот, а незе секој денар изначи. Јас имав проблем за брисевите. Првиот пат не бев баш најсигурна и информирана. Си го платив тоа и имав еден проблем за да се однесе брисот на државната болница. Ненормално не секој гинеколог ги собира и ги носи тој. Мене мојот гинеколог ми рече дека морам ја да ги носам, а воедно дека треба кај него да плаќам за тоа. Преку кампањите на невладиниот сектор, оваа жена сепак дознала кои се нејзините права. Сега и самата ги информира другите бремени жени. Најчесто со сиромашни бремени жени, на кои незаконски им се наплаќа, работи невладината организација Хера, но додаваат, тоа се случува на многу места. Според Елизабета Божиновска, проблемот е во моделот на плаќање, кој не е прифатен од гинеколозите. Ние немаме анализа на ефектите од воспоставениот модел. Што постигнуваме, кои се индикаторите пред се врзани за женското здраве, кои што овој модел на плаќање ги постигнал досега. Моменталниот модел на плаќање во околностите во Македонија ниту поттикнува квантитет, ниту квалитет, ниту е прифатен од оние кои што директно ја нудат услугата гинеколозите и една од најдиректните причини за зголемување на пречките во пристапот до гинеколошките услуги на примарно ниво. Тоа е многу важно да се идентификува како клучен проблем. Проблемот не го кријат и гинеколозите, но тие вината ја префрлаат кај Фондот за здравствено осигурување дека нема слух за решавање на прашањето. Доктор Душко Филиповски објаснува дека минатогодишното зголемување на капитацијата за жени осигуренички од 50 на 55 денари и капитацијата од 110 денари месечно за бремена осигуреничка ниту одблизу не ги покрива трошоците. Да знаат пациентките дека во текот на бременоста грижата за нивната бременост е проценета на 110 денари месечно. И толку. Како што реков, тоа не обезбедува ни консултација со мене. Тогаш како да очекуваме ние дека ќе бидат бесплатни микробиолошките брисеви, како да очекуваме дека ќе бидат бесплатни најмалку 3 ехо прегледи, како да очекуваме дека другото се што треба да се направи во текот на една бременост ќе биде бесплатно. Според Филиповски, решението не е во промени на капитацијата, туку на целиот пристап. Она што ние 10 години го предлагаме, а тоа е воведување на пакет на услуги во примарна гинекологија, е решение кое што ги решава најголем дел од проблемите во примарна гинекологија. Преку пакет услугите, кои ќе бидат соодветно утврдени според потребите на жените, точно ќе се знае што ќе им следува како услуга, а и лекарите за тоа ќе добиваат соодветна капитација, вели Филиповски. Од фондот пак одговараат дека зголемувањето на капитацијата е еден од напорите кои ги направиле за да им се излезе во пресрет на гинеколозите, додека од институцијата индиректно испраќаат порака дека капитацијата е доволно висока, недвосмислено ги повикуваат и информираат пациентките како да пријават ако гинеколог им побара пари за бесплатен преглед. Кога избраниот гинеколог ќе побара пари за бесплатен преглед, осигуреничките треба да му посочат на лекарот дека се запознаени со нивните права и дека прегледот кај избран лекар не се наплаќа. Во случај кога се инсистира на наплата за прегледот, потребно е да побараат фискална сметка за извршените здравствени услуги и да го информираат фондот, било преку представка доставена во писмена форма или преку електронска форма, а во прилог да достават фотокопија од финансиската документација, односно фискална сметка.
Според Елизабета Божиновска од Хера, јасно е дека е потребна промена во пристапот, а тоа е фокусот да биде на пациентките. Здравието на жената е на прво место. Ако тоа го промениме, тогаш може да зборуваме за суштински промени. Сето друго е адхок мерки. Додека не се договорат фондот и гинеколозите, дали за повисока капитација или нов систем за покривање на услугите, малку е веројатно да престане и плаќањето за инаку бесплатните услуги. За некого, тие неколку стотина денари не се многу, но за оние, како нашата 20-годишна соговорничка, тие пари прават голема разлика, што ќе има на трпезата и за мајката и за нејзиното дете.